Јас и како човек кој се занимава со уметност, пишување, поезија, и како продуцент, меѓутоа и како активист, можеби најмногу како активист за човекови права, го чувствувам фашизмот во многу места во Македонија. И расте. Го гледам на зидовите, да, го гледам на улиците, го гледам во кафеаните, го гледам во однесувањето на големи групи млади луѓе кои не може да ми избега паралелата на Хитлер Југенд кога ги гледам на улиците како се собираат пред еден или друг настан од различна природа, дали е спортски настан или е настан кој го организира нивната партија. Изгледаат така, се однесуваат така, нивниот вокабулар е така, а ќе ви кажам и дека сум информиран со сериозни факти и податоци, дека Mein Kampf, мојата борба од Адолф Хитлер, во издание на Ѓурѓа, им е омилена, а често пати и лектира која, ако сакаат да бидат иницирани во кружоците фашистички, неонацистички, мораат да имаат прочитано и да ја знаат малтене наизуст. И тоа го имаме во Македонија. Пред самите избори излези момче, треба да се гласа со една типично фашистичка и иконографија, ритам, имидж кој едноставно многу арогантно и отворено апла се представува пред гледачот без никакво криење. Ние веќе немаме маскирани состојби. Ние сега имаме многу едноставно прикажани состојби. Триумфализмот кој го детектираме во Македонија, во не знам, сигурно над 12 општини кои ги посетивме во само 3 дена, се гледа во еден друг манир. Триумфализмот од претходните изборни циклуси беше поинаков. Малку фолклоре, најсо ракија и сето тоа. Сега триумфализмот има една друга форма. Изгледа како изборниот циклус кој го поминавме, кој не прегази практично, беше само како една пиар операција која малку скапа, пиар операција која требаше само да каже окей, сега веќе нема криење. Ај претходното беше вака или онака, меѓутоа уште еднаш покажува како фашизмот или неонфашизмот или фашизмот и нацизмот кои се многу блиски, често се сметаат за синоним еден на друг, имаат развојни фази и развојни фази и облици на манифестација кои многу интелигентно градираат. Знаеме ние како почна Хитлер во пивниците, ги спомна Колја, меѓутоа како заврши во една високо софистицирана машинерија која прегази практично цел модерен свет во тоа време.